Благодарам председателке, почитувана македонска јавност, почитувани пратеници. Не ќе, туку веќе требаше да има јавна расправа, бидејќи е итно потребна, каде што ќе се вклучат сите засегнати страни и ќе дадат свој придонес во она што значи иднината на Република Македонија, односно децата во основното образование и најавените реформи кои наидоа на осуда на целата македонска јавност. Фактот дека токму експертската јавност упатува на сериозни недоследности во предложената реформа наведува на сознанието дека неопходно е ние, како законодавен дом, да одржиме институционална расправа во рамки на собранието. Не расправа по паркови, не расправа по кафани, туку институционална расправа. Законодавниот дом служи токму за тоа и нуди можност преку своите матични комисии да се организираат јавни расправи на кои учество ќе земат сите заинтересирани страни. Насилното туркање на една ваква штетна концепција најмногу ќе биде на штета на децата, на основците и на образовниот кадар. Во прилог за тоа дека е потребно што поскоро да се организира јавна расправа, ќе ги наведам и реакциите од засегнатите страни, за да ги слушне и целата македонска јавност. Дел од реакциите. Реакција на Институтот за социологија. Согласно наведените факти и аргументи, членовите на Институтот за социологија при Филозофскиот факултет во Скопје се убедени дека новата концепција за основното образование е однапред осудена на пропаст. Понатака, реакција на Институтот за историја. Како матица на историското образование и наука во македонската држава од нејзиното основање до денес, чии кадри представуваат потпора и темел на сите нивоа и сегменти на македонското образование, исполнувајќи ја својата општествена должност и совест, Институтот за историја соопштува. Така наречениот концепт што го нуди МОН е донесен на целосно нетранспарентен начин, без консултација ниту со институтот или со други високо школски установи, ниту со научната и професионалната јавност. Оттаму додаваат и дека идејните творци на концептот не само што немаат компетенции да го реформираат начинот на кој една научна дисциплина се доближува до учениците, туку покажуваат и елементарно непознавање на материјата која мислат дека ја реформираат. Така наречениот концепт предвидува интегрирање на историјата со науки од сосем различен вид во миг кога македонската историја, македонскиот јазик и македонскиот идентитет воопшто се безмилосно нападнати и неосновано оспорени. И токму еден од колегите спомна, ако сакате да зборуваме историја, рековте ајде. И токму тоа е причината и Преспанскиот договор и договорот за добро соседство што насила вие туркате на ваква концепција. Во член 7 од Преспанскиот договор го утврдивте поимувањето на македонци, македонско, односно она што се однесува на идентитетот и јазикот, и токму затоа дефиниравте македонци од оваа страна на границата и од таа страна на границата. Затоа сакате да избришете историјата и да ја вметните во науки каде што не е местото. Дали, ве прашувам, дали ќе кажете дека Крсте Петков Мисирков е роден во Постол Лениже Вардарско и е македонец од Егејска Македонија? Дали ќе кажете за Гоце Делчев дека е македонец и е роден во Кукуш, Егејска Македонија? Дали ќе кажете дека пуштеното оро кое што е формирано во Егејска Македонија е македонско? Дали ќе кажете македонски војвода Апостол Петков Терзиев од Ениже Вардар? Дали ќе кажете македонски поет Лазар Поптрајков од село Дамбен и Костурско? И да не редам така натака, вие, дами и господа, од сето тоа се откажавте. Понатака, ќе продолжам со реакциите на Институтот за педагогија на УКИМ, кој што донеле заклучок дека не може да се прифати понудената концепција за основно образование затоа што сметат дека има методолошки и дидактички неследности и решенија кои не соодветствуваат на нашата воспитно, образовна и општествена реалност. Понатака, Иницијативниот одбор на ликовни педагози и Детскиот ликовен центар Скопје во допис искажаа став дека со идејата за спојување на ликовно и музичко во еден предмет ќе се изгуби суштината на двата предмета. Исто така потенцираа дека предложената идеја тие два предмети да се спојат во еден кирикулум се до крајот на основното образование ќе доведе до неможност да се реализира. Зборувавте многу настрано од оваа тема за образованието, зборувавте за реформи, но она што го гледаме од реформи во образованието
Видовме дека ја започнавте школската година со 1 месец закаснување. 20.000 ученици не беа вклучени во образовниот процес. Оваа реформа ни се најави како фински модел кој што не постои во Финска. Околу влажувањата во образованието гледавме и на расправите за буџетот и за ребалансот дека од ставките предвидени за капитални инвестиции во образованието немате реализирано ни 1/3. Така да ќе ве замолам да не се играте со македонскиот образовен систем. Јасна е тенденцијата, сум го кажал тоа многу пати од говорницата, ако сакате да уништите една нација, најлесно тоа ќе го направите преку образованието и токму СДСМ и оваа влада го прави тоа. Сакајќи од наредните македонци, од наредните генерации македонци да створи асимилирани македонци. Вие сте влада која што со сите потези врши етноцид, не геноцид, туку етноцид на македонскиот народ, на македонската нација, на македонскиот јазик, на македонската историја и македонската култура. Тука ќе застанам, ви благодарам.